Почитувани, Зоран Коњановски можеби досега избегна кривична одговорност за сторениот криминал во РЕК Битола, но по денешната пресконференција ќе мора да одговара за сторено кривично дело измама и фалсификат. Сакаме да ви известиме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе поднесе кривична пријава до Министерството за внатрешни работи заради фалсификување и злоупотреба на меморандумот и символите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од страна на ДПМН. СДСМ бара Министерството за внатрешни работи да ја утврди IP адресата, која според наши сознанија е адреса од општина Лозово и од која е испратен фалсификуван допис за наводни инструкции кои правниот комитет на СДСМ ги испраќа до општинските организации на СДСМ. ДПМН продолжува со својата губитничка теза дека СДСМ наводно има некакви сценарија за непризнавање на изборните резултати. СДСМ нема потреба од никакви резервни сценарија. Нашиот план е да ве победиме и ќе ве победиме поради огромната поддршка која имаме од народот. Поразот на ДПМН на предстојните избори е неминуен. СДСМ на 5 јуни ќе ги поведе граѓаните да го дадат својот глас за подобра иднина, да ни се приклучат и да бидат дел од промените во Република Македонија. За крај, Груевски и ДПМН си ја ишкаат мувата од капата. Свесни за својот пораз се служат со манипулации, списоци, конструкции и мрачни сценарија. Сакаме да ја порачаме на власта во заминување. Не ни паѓа ни на крај памет да ги напуштиме измирачките места. На 5 јуни ќе ја чуваме победата до крај и нема да ви дозволиме да ја фалсификувате волјата на народот. Благодарам.